Министрите за внатрешни работи на Србија и на Македонија денеска во Белград потпишаа спогодба за взаемно признавање на возачките дозволи на граѓаните од двете земји. Оваа спогодба ќе им овозможи на граѓаните да преминуваат од една во друга земја без посебни процедури. Ова е првата вест за петочното издание на вестите, а еве што друго ќе гледате во нив. Започна реконструкцијата на водоводната мрежа на улиците Шиндаровска и Сердарот во Драчево. Градската болница 8 септември Скопје доби нов ургентен центар. Во период од 8 години забележан е пораст на туристи во Македонија за 100%. Успешно се спроведува кампањата за борба против рак на дојка, затоа што сите веруваме. Јавното предпријатие Водовод и канализација започна со реконструкција на водоводната мрежа во населеното место Драчево, на улиците Шиндаровска и Сердарот. Со овој зафат, кој е предвидено да трае околу 2 месеца, жителите од овие улици ќе добијат поквалитетно водоснабдување и нема повеќе да се соочуваат со слабиот притисок на вода. Од денеска јавното предпријатие Водовод и канализација ќе врши реконструкција на постоечката водоводна мрежа на улиците Шиндаровска и 2 крака од истата, и на улицата Сердарот и по крак 1 од улицата Сердарот. Реконструкцијата ќе опфати замена на поцинкувани цевки кои се со мал профил, со нови полиетиленски цевки со профил 110 мм. Водоводната мрежа ќе се реконструира во вкупна должина од 858 метри на двете улици, и тоа по улицата Шиндаровска ќе се реконструира во должина од 230,4 метри. По крак 1 од истата ќе се реконструира во должина од 87 метри и по крак 2 76,5 метри. Истовремено ќе се отпочне и со изведба на соодветна водоводна мрежа по улицата Сердарот во должина од 323 метри и по крак 1 од истата во должина од 141 метар. Со реконструкцијата на постоечката водоводна мрежа околу 100 домаќинства ќе добијат подобро и поквалитетно водоснабдување и ќе се надмине проблемот со кој се соочувале жителите од овие улици со слабиот притисок на вода. Жителите на овој дел од Драчево, тоест од општина Кисела Вода, ќе им се реши проблемот долгогодишниот, би рекол и деценискиот проблем со недоволна вода или недоволен притисок на вода. Во текот на месец септември ќе бидат завршени градожните работи, граѓаните на овој дел од Драчево ќе имаат квалитетна вода за пиење. До крајот на годината или во почетокот на следната година ќе продолжи со проширувањето или со реконструкцијата на водоводната мрежа и на останатиот дел, така да вкупно во должина од 1200 метри ќе биде целосно реконструирана и водоводната мрежа на целата улица, значи на улицата Сердарот. Станува збор за 2 водоводни мрежи кои се уште на времињата направени со самопридонес од страна на жителите на овие 2 улици. Со надеж дека и втората фаза ќе се реализира во скора иднина на улица Сердарот, бидејќи заслужуваат граѓаните во овие летни денови навистина да имаат и квалитетна вода, а и доволна количина на вода. Градежните работи се предвидува да завршат за околу 2 месеци. Вредноста на градежните работи за улиците Шиндаровска изнесуваат 4.120.754 денари, додека пак за улицата Сердарот вредноста е 4.293.634 денари. Инвестицијата е целосно обезбедена од јавното предпријатие Водовод и канализација. Во градската болница 8 септември отворен е новиот ургентен центар. Ургентниот центар, кој е со површина од 900 метри квадратни, ќе овозможи навремена и квалитетна здравствена заштита за граѓаните на град Скопје и на околните населени места. Градската болница 8 септември Скопје, каде досега функционираше само дежурната служба, доби нов ургентен центар. Ургентниот центар ќе ги обслужува граѓаните на град Скопје и околните населени места и е приспособен во целост да одговори на потребите на пациентите со цел подобрување на нивната здравствена состојба. За ургентниот центар е обезбедена опрема со средства од Министерството за здравство, а дели со сопствени средства на таа јавна здравствена установа. Целокупната опрема во ургентниот центар, која е со површина од околу 900 метри квадратни, ја обезбеди Министерството за здравство и е во вредност од над 800.000 евра. Станува збор за простор со вкупна површина од речиси 900 метри квадратни, кој опфаќа 3 приемни амбуланти, машинска сала,
електрособа, како и 4 болнички соби за дневна болница, ладна соба со 9 кревети и гипс сала. Овој ургентен центар е приспособен во целост да одговори на потребите на пациентите со цел подобрување на нивната здравствена состојба. Воедно, сакам да потенцирам дека ургентниот центар е обезбедена опрема со средства од Министерството за здравство, а дел и со сопствени средства од новата градска болница 8 септември во Скопје. Опремата која е наменета за операционите сали во рамки на ургентниот центар опфаќа 3 машини за анестезија со мониторинг во вредност од 340.000 евра, 6 анестезиолошки сетови, 5 ларингоскопски сетови во вредност од 47.000 евра, кои во наредните денови ќе бидат испорачани и ставени во функција. Покрај тоа обезбеден е и HD ендоскопски столб со софтвер за детекција на степенот на оштетување на рскавицата и артроскопски инструменти за ортопедска хирургија во вкупна вредност од 220.000 евра, како и повеќе машини за мијење на инструменти и сервант за аудиолошка амбуланта која е во вредност од околу 100.000 евра. Во ургентниот центар направени се 2 нови операцијски сали, како и сала за реанимација со средства во износ од $480.000, донирани од амбасадата на Соединетите Американски држави. Американскиот амбасадор Пол Волерс посочи дека сака да продолжат со партнерството во посветување внимание на македонските предизвици, посебно во областите на здравството и образованието. Овој проект вклучува изградба на 2 најмодерни операциони сали на приземјето на оваа болница, како и проширени простории за прием и поддршка, кои ќе го подигнат квалитетот на здравствената заштита за цела Македонија, за сите граѓани на Македонија. И исто така ќе ги подобри капацитетот и вештините на лекарите и хирурзите во оваа болница. На САД им е мило да продолжат со партнерството во обрнување на внимание на македонските предизвици, посебно во областите на здравството и образованието. Ние планираме во и блиска иднина да им помагаме во реновирањето на други болници и клиники, а во текот на идната болница планираме во областа на образованието да продолжиме да помагаме во реновирање на училишта низ цела Македонија и да донираме опрема за училиштата преку програми како таа на USAID, меѓуетничката интеграција во образованието, која што ќе опфаќа околу $5 милиони. Во рамки на континуираното вложување во нова медицинска опрема за оваа јавна здравствена установа до крајот на годинава ќе биде обезбеден и нов ангиограф со кој значително ќе се унапреди интервентната кардиологија во рамките на установата. Ургентниот центар официјално започнува со работа од 23 јули, а во меѓувреме паралелно ќе функционира и дежурната служба. Сдруженијето за борба против рак Борка и брендот за накиет Оксет ја стартуваа кампањата за борба против ракот на дојка, насловена "Затоа што сите веруваме". Оваа кампања е доказ дека македонките, освен што се грижат за својата убавина, знаат да ја ценат и хуманоста, а доказ за тоа е големиот интерес за кампањата. Во изминатите 3 недели откако е започната кампањата се забележува дека се поголем број дами се вклучуваат во кампањата со купување на парче накид, а со тоа ја истекнуваат својата грижа за оние на кои во овие моменти им е потребна помош и поддршка. Кампањата "Затоа што сите веруваме" има за цел зголемување на свесноста за ракот на дојка и собирање средства кои потоа ќе бидат искористени за поддршка на жените кои се борат со оваа болест. Оваа кампања, каде што 2% од продажбата се наменети за хуманитарни цели, предвидено е да трае до 20 септември. Бројот на туристи во Македонија бележи континуиран раст. Во период од 8 години забележан е раст од 100%. Годинава се очекува бројот на странски туристи да надмине 450.000. Најбројни се посетителите од Турција, Грција, Србија, Холандија и Бугарија. А нови целни групи се Кина, како и Северна Америка, каде ќе се понуди активниот туризам. Предходната 2013 година беше забележан раст од 14% на странски туристи, што представува 2,5 пати повеќе од просечното што го има за светот според Светската туристичка организација. Најбројни за минатата година биле туристите од Турција 72.000, кои се следени од туристи од Грција, потоа од Србија, Холандија и Бугарија. Субвенциите како мерка за привлекување туристи исто така дава резултати. Бројот на апликации што се поднесени за субвенционирање е над 520 и се одобрени над 1 милион евра за организирање туристички патувања во Македонија кон странски туроператори и предничат во тој дел државите од вториот круг со 80% одобрени средства кои вклучуваат Холандија, Белгија и скандинавските држави. Во моментов од туризмот приливот е 200 милиони евра.
Двата аеродроми во Македонија, Александар Велики и Свети Апостол Павле, и во првата половина од 2014 година продолжуваат со стабилниот раст на бројот на патници. Од јануари до јуни нивните услуги ги користеле 559.779 патници, што е зголемување за 18,5% во однос на минатата година, кога нивниот број беше 472.536 патници. Додека во Европа порастот на бројот на патници е помеѓу 5 и 6%, македонските аеродроми во првите 6 месеци од годината остварија зголемување што е 3 пати поголемо. Визер отвори своја база на Скопскиот аеродром и со 2 авиона почна да лета до нови дестинации, како Париз, Франкфурт, Брисел и Келн. Исто така Алиталија повторно ја отвори директната линија од Рим до Скопје. Од почетокот на годината до сега топ 5 дестинации се Истанбул, Цирих, Виена, Лондон и Малме. Во јуни минатата година услугите на македонските аеродроми беа искористени од 107.178 патници, додека во јуни годинава достигна бројка од 126.430, што е подобрување за 18%. Подобрување има и во делот со бројот на летови. Минатата година во јуни имало 1176 полетувања и слетувања, а во јуни годинава 1342, што е пораст за 14%. Во првите 6 месеци од 2013 година пак имало 5740 движења, а во периодот од јануари до јуни годинава тој број е 6331, што е подобрување за 10%. Скопскиот аеродром Александар Велики веќе 2 пати поред ја освои наградата најдобар аеродром во Европа, во категоријата на аеродроми под 2 милиони патници, што ја доделува Меѓународниот совет на аеродроми, глобалната платформа на оператори со аеродроми. Македонија ја победи Романија во вториот надпревар од подготвителниот кошаркарски турнир во Охрид. Фудбалската репрезентација на најновата FIFA ранг листа забележа скок од 6 позиции. Моментално сме на 74-то место. Спортските вести ги гледаме веднаш по рекламите.